Веќе колегата ги спомна насловите кои досега ги имавме. Значи во петок зборувавме за најголемиот знак или најголемите знаци за крајот на светот. Потоа зборувавме за изворот на духовната сила. Вчера зборувавме и предпладни и попладне, значи надеж што го надминува гробот. И вечера ќе имаме едно интересно размислување кое ќе не подсети дека сите ние се наоѓаме во еден вселенски брод. И дали ќе стаса тој брод до целта или не зависи само од Бога, туку зависи од нас во кој вселенски брод сме ние влегле. Така да, еве вечерва ќе одиме со нов наслов, што може да го прочитате, дали сме ние подготвени за тоа вселенско патување. Често пати гледаме вселенски бродови кои ги лансираат, па и пред 2 дена знаете што се случи со тој вселенски брод. На неколку илјадници километри експлодира. Добро, немаше патници внатре, тоа беше како пробен балон за во иднина, кога луѓе ќе посакат да отидат на месечината или на некоја друга планета, ете се планира, значи тој вселенски туризам. Меѓутоа, ќе споменеме вечерва за еден настан кој се случи на 2003 година, на 1 февруари, тој е вистински настан, а овој пред некој ден што експлодира таа ракета, тоа беше пробна, значи, ете, и прето има проблем со тие ракети, но како е да е, науката оди напред. Но ги гледате овие седумина луѓе овде на оваа слика. Тие беа во Вселената, со вселенскиот брод Колумбија. И се беше успешно горе, меѓутоа кога се враќаа назад, кога дошле на Тексас во Америка, само што неколку минути ги делело да се спуштаат доле на почвата на земјата и нивниот брод експлодира. И сите 7 астрономи загинаа. Тоа се случи навистина неочекувано и незамисливо. Сите бевме изненадени, луѓето беа зачудени и шокирани секако. Животите на 7 лица згаснаа само во еден момент, за неколку секунди. Нивните семејства и пријатели беа уништени и ја уплакува нивната загуба. Јас вечера сакам да појдеме на едно друго патување кое нема да заврши кобно како нови луѓе. Весниците тогаш пишува за таа голема трагедија. Значи, вечера би сакал да зборуваме за едно друго патување. Ова патување не само што почнува добро, туку и ќе заврши добро. Нашиот командант на тој вселенски брод се вика Исус. Тој сигурно ќе не врати дома. Така да бидеме безбедни, сигурни и опуштени ако влеземе во вистинскиот вселенски брод, чиј возач или командант ќе биде нашиот спасител Исус Христос. Но тоа патување ќе биде многу подалечно. Нема да биде ни месечината, ни некоја друга, ниту Марс или некоја друга вселенска планета. Ќе поминеме низ месечината, преку многу созвездија, преку многу планети, Меркур, Јупитер, Сатурн, и се подалеку и подалеку. Ќе се патува до третото небо, кај што денеска човекот или човечка нога се уште не стапнала, ниту има право, ниту има можност да стапне. Мислам дека вчера или синоќ ќе спомнавме за Христовото доаѓање, дека Исус ќе дојде од исток. Научниците со своите телескопи продираат се подлабоко горе во Вселената. Но во таа точка, од каде што Исус ќе дојде, не може да продрат. И тие велат дека таму има некоја маглина, некоја темна завеса и не може да продрат. Токму Исус ќе се појави од исток, вели Библијата, односно Светото писмо. Значи, ајде да тргнеме на ова патување, што навистина ќе биде интересно. За некој ќе биде ден на воскресение, ден на радост, кога ќе се спојат семејствата, кога ќе се спојат роднините и пријателите и сите они што сме ги изгубиле за време на овој земен живот. Така да, еве, ќе читаме вечерва текстови од Библијата, односно од Светото писмо.
Божиот план за тоа патување е открен токму во Библијата, во Светото писмо. Значи, и вечера ќе поставиме она диагноза или она реченица што ја читавме, она правило, ако е во Библијата, да веруваме. Ако тоа не се согласува со Светото писмо, што јас вечера ќе го изнесам, отврлете го слободно. Значи, неколку пати го спомнувавме ова во секој предавање, ако е во Библијата, да веруваме. Ако не се согласува со Светото писмо, тоа не е за мене. И слободно, браќи и сестри христијани, отврлете го тоа како нешто што е лага. Меѓутоа, еве вечера самите ќе се осведочиме дали ова што ќе го кажеме има основа врз основа на Светото писмо. Централната тема од првата глава до 22 глава во последната книга Апокалипса или Откровение е токму Исус Христос. Еве Јован што видел, додека бил на островот Патмос, веќе спомнавме, дека тој бил затворен поради верата, не затоа што тој ограбил банка или затоа што извршил некој убиство, туку затоа што сакал честно да му служи на Исуса Христа. Тој Јован кој лежал на градите на Исуса Христа, кој 3,5 години бил со Исуса и затоа тој не сакал да попушти, да се поклони ниту на Цезарот, ниту на останатите управители од римската власт. Тој вели, потоа погледнав и ете бел облак, а на облакот седеше еден како син човечки. Имаше на главата златна круна, а во раката остар срп. Интересно, Јован гледа, инаку 14 глава во Откровението е запишена тројната ангелска вест. Значи, таа вест која се од 1844 година масовно проповеда по целиот свет. И ние спомнавме во првото предавање дека еден од најголемите знаци е токму проповедање на Евангелието. Ние живееме во фаза кога Евангелието се проповеда. Отворете интернет, отворете било кој медиум, се зборува за Бога. Но треба да слушнат и најодалечните луѓе. Тамо некаде во тие полуцивилизации кај што има, да луѓето сите слушнат и да се осведочат за Исуса Христа. Јован вели, јас гледам, синот човечки, на главата имаше круна, а во раката остар срп. Значи, сега Исус ќе дојде не како мало бебе кој дошол и зависел од Јосифа и од Марија, бидејќи тој зависел како бебе од нив. Сега Исус ќе дојде како овде што гледаме како цар. Ке има круна на главата. Гледате, овде има круна тој. Има срп, има и палица или палка. Тоа е се символично. Српот е знак дека треба житото да го собере, а палката дека тој треба да владее. А круната дека е тој цар. И затоа Јован го гледа тоа и го запишал. Ете видов, тој вели како синот човечки, зашто тој го препознал, зашто 3,5 години тој бил со Исуса. Исус не се изменил физички многу. Неговите раце ќе имат белези од тие шајки што ги добил, на жалост, за тебе и за мене, за сите нас. Значи, книгата на Откровение почнува со Христовото доаѓање и всушност завршува со истите наводи. Знаеме дека Исус се родил во Витлеем. Малкумина знаеле дека тој ќе дојде во првиот пат. На жалост, Библијата вели кај своите дојде, а своите не го примија. И го видов небото отворено, Јован понатаму гледа. И ете коњ бел. Знаете, Откровението е посебна книга со многу символи. Има коњи бели, црвени, црни, кафеави, така натаму. Има труби, има многу символика. Но се има свое место. Се склопува во тој мозаик, зашто Бог сакал во тоа тешко време, кога христијаните биле прогонети, кога незнабожците дошле на власт и во Европа, и морале христијаните да бегаат, се слушнале за богомилите. Бегале во Италија, во тие пиемонтски планини се криеле, а група на христијани побегнале во Америка, која тек била откриена. И Америка до ден денес е званично најдемократската држава, кај што секој може својата религија и верска припадност јавно да искаже. Но и таму ќе се стегне обручот. Таму има републиканци во парламентот и демократи. Значи, ќе дојде таму судир, кога полека и таму христијанството ќе се загуши и ќе се наметне сила, со сила ќе се наметне власт, односно државата ќе се спои со црквата.
Денески во Македонија, ние сме секуларна држава, значи државата е одвоена од црквата, односно црквата од државата. Иако во пракса тоа не е така. Знаеме кои цркви се водечки и како тие вршат влијание дури и на власта. Но тоа е сега политика. Јован вели, го видов небото, отворено ете конј бел. Оној кој јаваше на него се вика верен и вистинит. И он праведно суди и војува. Интересно, драги присутни, овде Јован гледа конј во бела боја. Зошто Исус е овде запишан или опишан во бела боја, односно конј во бела боја? Што представува овој символ? Белиот конј ја представува чистотата, понато може да кажеме победата и триумфот. Знаете, порано победниците кога се враќале од боиште, командантот се јавал конј и уште ако е бел, тоа покажува дека е чист, победа, триумф. Сето тоа е символика. А златната круна ја означува победата, дека тој владее, дека тој сега ќе владее. А небесните војски, кои се тие небесни војски? Гледате, позади еве уметникот како тоа го направил, го нацртел. Тоа се ангелите Господови, во бел, облечени во бел и чист висон, врвеа по него на бели коњи. Наистина, враќањето на Исуса Христа, Јован го гледа во видение на островот Патмос дека ќе биде победоносно, ќе биде триумфално и славно. И зато подолу ќе кажеме, ќе читаме текстови, никој не смее да не прелаже или да не излаже. И затоа сатаната ќе покуша да го имитира, дури вели оган од небото ќе паѓа, само со цел да ги прелаже и верните. Белиот конј значи е символ на чистота, победа и триумф. Понатаму Јован гледа и вели царствата на светот му припадна на нашиот Господ. Кои се тие царства? Тоа се државите, власта. Денеска луѓе управуваат со државите. Но тогаш вели, царствата на светот му припадна на нашиот Господ и на неговиот Христос и ќе царува во сите векови. Кога Исус ќе дојде, ќе заврши таа голема борба. Последна книга, може да ја набавите и овде, се вика Големата борба помеѓу Христа и Сатаната. Таа борба веќе трае повеќе од 6000 години. Но кога Исус ќе се појави, кога Исус ќе дојде, борбата конечно ќе заврши. Исус овде вели ќе царува во сите векови. Гревот и грешниците повеќе нема да постојат. Исусовото доаѓање, браќа и сестри, не е некој, може да кажеме, мистериозен настан, некој тајанствен, тамо некаде во Лондон, во Софија или во Атина или некаде во Белград. Не, тоа ќе биде величествен настан. Библијата вели ќе го виде секој око, и она око, и оние раце кои го прободоа Исуса Христа. Тие римски војници, еден писател вели, ќе станат, ќе воскреснат во првото воскресение. Значи, само да се осведочат кого тие распнале. Секако тие нема да бидат спасени, ако се покајале, ја не знам. Меѓутоа, знаеме дека еден од тие римски војници се покајал. Кога го признал Исус и рекол, навистина овој беше син Божи. Но таа група кој го судил Исуса и кој го распнале, ќе се осведочат дека распнале невин човек. Кога Исус ќе се врати, како Исус ќе се врати по втор пат? И второ, како можам да знам дека ќе бидам подготвен за тој час или за тој ден кога тој ќе дојде? Затоа, еве вечерва во наредните минути ќе кажеме нешто повеќе. Библијата ни дава целосен одговор на овие две прашања. Значи, како Исус ќе се врати и второ, како јас можам да бидам подготвен за Христовото враќање. Еве го во Лука текстот читаме во 17:23. И кога ќе ви речат, еве го овде или онде, не одете и не барајте. Бог многу гласно кажува, не одете. Немој да ги слушате таквите гатачи, бајачи, они кои се представуваат во името Мое. Исус вели, не одете. Исус нема да дојде тајно. Исус ќе дојде
Javno, ќе го види секој око, како он е на исток, на запад, на север или на југ. Зашто како што молњата која ќе светне од едниот до другиот крај, на небото го светлува и другиот, така ќе биде и Синот човечки во својот ден. Така да, браќа и сестри, не треба да бидеме прелажени. Кога молњата ќе светне на целото, сите може да ја видиме. Никој не може да биде прелажен. Но сатаната ја знае ова вистина. Сатаната ќе направи фалсификат, многу сличен на Христовите знаци, кои се дадени во Библијата. Се со цел да не прелаже. Христос ќе слегне озгора. Исус нема да се појави во некој град. Значи, веднаш отврлете ја таа изјава, ако некој каже, па, ете, во Мелбурн се појавил некој Исус. Ние во првото предавање рековме неколку луѓе кои се појавиле во светот и се нарекувале дека се Месии, дека се Христос. Меѓутоа, неславно завршило нивното водство на нивните симпатизери. Рековме дека или се убиени, или испиле отров и така натаму. Многу е лошо ако ние следиме некој култ. Значи, култ е човек кој има влијание, добар е говорник, реторика има и харизма има и ги повлекува луѓето со себе и тие го следаат. И тие се нарекува дека се Христоси. Меѓутоа, Христос ќе дојде одзгора. Тој нема да се крене одздола. Значи, тоа е еден од големите знаци. Исус ќе дојде одзгора, а не одздола. Затоа го читавме и овој текст пред малку. Денеска луѓето се во потрага. Денеска луѓето сака да дознат нешто. И ако се појави некој си таков водач, тие кои не се утврдени во Библијата, во Светото писмо, лесно може да бидат поведени или заведени. Затоа, сакам и вечера тоа да го нагласам. Христовото доаѓање ќе биде буквален настан. Значи, не символичен, буквален настан. Ќе го видиме како што ние сега се гледаме. Дури ќе се препознаеме. Апостол Павле вели, сега се гледаме како преку огледало, а тогаш ќе се видиме очи во очи. Знаете, во времето на апостол Павле, техниката за производство на стакла не било толку совршено како денеска. Тоа било како оние мат стакла, знаете, они што беа непродзирни. Затоа Павле вели, сега гледаме како преку стакло. Ако гледаме преку ова стакло, 100% може да видиме нормално. Меѓутоа, Павле сака да ни каже, кога ќе дојде Христос, ние ќе се препознаеме. Нема да биде тоа некоја фатаморгана, нешто невидливо. Ќе го видиме Исуса, како тој доаѓа на облаците. Еве го текстот. Истиот тој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде. Ќе дојде на ист начин како што го видовте, како оди на небото. Мислам дека милиони христијани својата вера ја базира токму на ова Христова изјава, дека Исус ќе дојде на оваа земја. Вистинскиот Христос се вознел. Значи, вистинскиот Христос ќе слезе повторно од небото, видлив за секое човечко око. Ете, иде со облаците, вели Јован во Откровение 1:7. Ќе го види секое око и оне што го прободил, како што пред малку спомнав. Значи, они кои го прободили Исуса Христа, ќе станаат да го видат Исуса, односно оној кој го распнале. Христовото доаѓање, почитување, ќе биде исто така силен настан. Ќе има земјотрес, ќе се разрушат куќите, зградите. Никој не ќе може да се сокрие. Христовото доаѓање, вели апостол Павле, зашто самиот Господ ќе слезе од небото со восклик, со гласот на архангелот и со Божја труба. Понатаму продолжува. И мртвите во Христа први ќе воскреснат. Така да живите нема да имат предност над оние кои со вера починале и денеска се наоѓаат во своите почивалишта. Павле вели, мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Имаме ли ние некои починати? Секако дека имаме. Тие одмараат во своите смртни гробови. Но ќе дојде ден, драги пријатели, кога повторно таткото ќе се сретне со синот.
керката со мајката, со родителите. Може би некои сме изгубили во некоја собрекајна несреќа. Може би некој завршил под урнатините на некој земјотрес. Може би некој умрел од тешка болест. Но Бог вели на глас на архангелот, на труба Божја, мртвите во Христа кои заспале, вели текстот, ќе воскреснат први. Тоа ќе биде продорен звук, што никој не ќе може да каже не сум го слушнал. Ушите на глувите ќе се отворат тогаш. Очите на слепите ќе се отворат да го видат тој настан и да се осведочат. Едни ќе велат, еве го Господ Исус кога го чекавме, а друга група ќе велат, паднете гори планини, да не го гледаме лицето на оној кој доаѓа. Мртвите во Христа први ќе воскреснат. Значи, нема да има предност живите над мртвите. Павле вели, потоа ние, што сме останале живи, заедно со нив, ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господа во воздухот и така секогаш ќе бидеме заедно. Овде сакам да нагласам овој текст една реченица што е многу важно. Многу теолози или многу христијани го читаме овој текст. Слушам многу проповедници на гробиштата кога погреб вршат, го читат овој текст и многу е добро. Меѓутоа овде има еден збор што треба да не охрабри сите. Кога е во прашање Христовото доаѓање, да не биде прелажени. Исус нема да стапне на земјава. Значи, ако некој ни каже дека Христос веќе се појавил таму на Нови Зеланд, како што нова година прво доаѓа од Нови Зеланд, зашто нели земјата е тркалезна и од таму почнува да се смета. Меѓутоа овде вели Павле, за да се сретнеме со Господа во воздухот. Значи, Исус нема да стапне на земјава. Туку спасените ќе воскреснат починати, живите спасени ќе се преобразат и заедно вели на облаци ќе се сретнеме. И така секогаш ќе бидеме со Господа. Ова е многу важно да го подвлечеме и да го приметиме. Исус кога ќе дојде, нема да стапне на оваа грешна земја. Тој ќе лебде во воздухот. Спасените ќе бидат земени и заедно вели Светото писмо, и тоа го кажува апостол Павле, ќе бидеме земени во воздухот и секогаш ќе бидеме со него, за да се сретнеме со Господа во воздухот. Уште еднаш тоа го нагласува Павле во прво послание до Солуњаните, 4 глава, 17 стих. И ние секогаш ќе бидеме со Господа. Тогаш нема повеќе разделба. Еве, сега ние сме овде еден час, ќе бидеме или колку, ќе се разделиме. Ќе доживееме 50, 60, 100 години и се разделуваме. Смртта ќе не покоси. Меѓутоа, доаѓа ден, драги мои, кога повеќе ќе нема разделби. Кога нема повеќе да се разделуваме. Ќе бидеме подигнати, како што Исус бил подигнат, таму непосредно близу Ерусалим. И 120 луѓе го испратиле. Исус може и мафтал со раката, им рекол, драги мои, бидете чврсти, бидете верни, ќе дојдам наскоро. Да, тоа наскоро е веќе 6000 години, но Бог не го мери времето како ние што го мериме со часовници, со календари или со нешто слично. Господ Исус ќе дојде, браќи и сестри. Библијата зборува на многу места за неговото враќање. И така, сега се враќаме во Матеј 24 глава, 26 стих, ако ви речат, ете во пустината е, не излегувајте. Ете во тајната соба е, не верувајте. Мислам дека овој текст го читавме и пред некоја вечер, но повторно го повторуваме. Во рамките на Христовото доаѓање. Значи Исус ќе дојде, нема да стапне на земјава, а во меѓувреме веќе ќе биде прогласено дека Исус дошол во некои градови, во некои држави. И затоа Исус вели, не верувајте, не одете, не слушајте такви програми, такви вести, такви информации кои ќе прочитате на интернет или можеби ќе каже вашата локална радиостаница. Исус вели, не одете. Христовото доаѓање, рековме, ќе биде настан, број 1, славен настан, во придружба на стотици милиони небесни ангели. Ова денеска што го прават председателите на влади или премиери, ги прати поворка, полицајци на мотори, па некои блиндирани автомобили, па високи млади момчиња ги пратат. Тоа е една ситница за она што ќе се случи кога Исус ќе дојде. Тој ќе биде настан над настаните. Зашто како што молњата доаѓа од исток и трепка на запад,
така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Понатаму, вистинскиот Христос доаѓа да ги воскресне мртвите. Значи, Исус ќе ги воскресне мртвите. Денеска сатаната нема таа моќ да воскреснува мртви. Ако тој тоа го прави, тогаш тој ќе биде замена за Бога. Но тој ќе прави некоја имитација. Тој се служил секогаш со фалсификат. И Ева и Адам биле прелажени. Сатаната е лукав. Тој ги знае многу добро Божите тајни до некаде, што му е дозволено. Но сепак тој е сега ограничен. Сатаната, додека до времето на Јов, имал право да оди горе и да ја представува нашата земја на тие небесни совети. Но веќе до крстот е повеќе ограничен. Сатаната нема каде да оди. Тој е само ограничен овде. И затоа Исус го нарекува кнез на овој свет. Понатаму, вистинскиот Христос доаѓа, рековме, да ги подигне оние кои за време на својот живот останале верни. Може би биле фрлани во тие катакомби, во тие арени каде што нивните животи прекинале. Не затоа што биле лоши луѓе, не затоа што биле убијци, туку затоа што го следеле вистинскиот спасител, односно вистинскиот пат Исус Христос. Исус ќе се појави, драги пријатели. Тогаш вели ќе се појави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња. Секој око ќе го види. Окото на стариот и окото на младиот. Окото на детето и окото на возрастниот. Сите ќе го видат Христовото враќање. Но тогаш ќе има само две групи. Спасени и изгубени. Ќе има, значи, оние кои останале верни до крај и оние кои папсале, кои се умориле, оние кои биле со Христа некое време, меѓутоа, како што вели апостол Павле, Димас се врати назад, му омиле овој свет. Се врати назад. Да, има луѓе кои се умара додека чекат. Не е лесно да се чека. Некој чека една генерација, друга, трета, пета генерација. Не е лесно да се чека. Меѓутоа, ако имаме љубов кон Бога, ако имаме вера во овие зборови што ги читаме, тогаш чекањето нема да биде проблем. И ќе го видат Синот човечки како иде на небесните облаци со голема слава. Понатаму го читаме следниот текст. Христовото доаѓање ќе биде врвен настан. После нема повеќе настани. Тука ќе заврши земната историја и ќе отпушти еден нов живот. Библијата го нарекува живот од 1000 години. Значи, спасените ќе бидат земени и однесени на небото, и тој период од 1000 години ќе го поминат горе во Новиот Јерусалим. Сега, ако читаме книгата на Даниел, пророкот, ако читаме во Откровението и во некои други пророштва, ќе видиме дека горе на небото не само што ќе царуват спасените, ќе се води паралелно и суд. Значи, суд над грешните кои останале овде на земјава, за спасените да се осведочи дека Бог не примал мито некој да биде спасен, а некој да биде изгубен. Туку секој од нас денеска, вечерва се определува во која група ќе се најдеме. Значи, за време на 1000 години, пишува еден писател, вели, спасените ќе бидат од нивните ангели поведени во истражување на Вселената. Ќе посетат една планета каде што денеска се наоѓа Енох. Ете горе на небото кои луѓе се? Енох, Илија и кој уште? Мојсей. Спасените за време на 1000 години, условно кажано, ќе имат туристички патувања. Ангелите ќе ги поведат. Таму ќе се патува со брзина на мисла. Тоа е најбрзо. Значи, помислуваш и таму си. Тоа е нешто за нашите умови денеска неразбирливо, но ние го прифаќаме со вера дека Бог тоа го кажал и така ќе го изврши. Значи, за време на 1000 години се паралелно врши тој суд. Кој ќе завршат 1000 години, Бог ќе ги приготви тие спасени, да повторно ги врати овде, а за тоа време ова земја ќе биде уништена, односно обновена. Ќе воскреснат грешните сега, тоа е второто воскресење што вели апостол Јован во Откровението, тие воскреснуваат такви какви што заспале. Спасените ќе воскреснат променети.
Додека грешните воскреснуваат исти такви. Тие кои биле живи, а Исус кога дошол од таа слава и силина умреле, непогребани, и тие воскреснуваат, исти такви какви што биле, и го гледаат градот сега како свети и полека се наближува. Сатаната кој и илјадници години ги лажил тие луѓе, и тој сега ќе има материјал со кого да работи. Веднаш ќе ги мобилизира и ќе каже: еве, тие се наши непријатели. Ако успееме да ги совладаме, повторно царството ќе биде наше. И тој што ги лажил со години, тие луѓе ќе му поверуваат. Ќе се мобилизираат и ќе покушат да го освојат Ерусалим. И кои ќе дојдат во близина на тој град, то го пише овде во Библијата, се да не ви читам текстови. Читајте Откровение, се тоа е запишено. Тогаш Бог ќе пушти оган и тие луѓе на земјава се уништи. Ова е пеколот овде. Зашто синоќ зборувавме за рајот и за пеколот. Ова ќе биде место кај што грешните некое време ќе горат. Но не вечно. Ако јас ова хартија сега ја запалам, колку ќе гори? Неколку секунди, така? Така да и се она што постои на ова земја ќе изгори, ќе биде уништено. И зато Павле вели, односно Јован во Откровение 21:22 вели: и Бог ќе создаде ново небо и нова земја. Значи првото небо ќе биде очистено, ова земја ќе биде очистена, и кога се ќе биде нормално како нов рај, Ерусалим се спушта, овде вели Библијата, на Маслиновата гора, близу Ерусалим, овој денешниот Ерусалим. Тамо ќе се спушти новиот Ерусалим. И кога се ќе биде безбедно овде, ѓаволот е уништен и неговите присталици, зашто Малахија пишува овде ќе биде уништен и коренот и што уште? Гранките, тоа е повторна символика. Коренот е ѓаволот, а гранките сме ние. Се зависи дали ќе останеме верни до крај на Бога или не. И тогаш Ерусалим се отвара вратите и спасените ја наследуваат, овде ќе биде рајот. Но, значи, тој прелаз или тој помин од овој свет во горниот и оттаму до тука се е запишено, браќи и сестри, во Светото писмо, во Библијата. Павле вели понатаму да продолжиме 1 Коринтјаните 15 глава вели: еве, јас ви кажувам тајна. Ајде да видиме која е таа тајна. Сите нема да умреме, но сите ќе се измениме. Отеднаш во еден миг, при последната труба, ќе затруби и мртвите во Христа ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме. Зашто распадливото треба да се облече во нераспадливо, а смртното да се облече во бесмртно. Сега ние сме смртни. Ние зборувавме вчера кој е единствено бесмртен. Тој е Бог. Ние сме смртни. Со гревот на Адам и на Ева, ние сме навлекле смрт. Бог рекол: не јади од тој плод, зашто ќе умриш. Дошол кушач од сатаната, или Бог лаже. Не зборува вистината. Пробајте, ќе станете како богови, ќе ви се отворат очите. Да, бил во право сатаната, на Ева и на Адам им се отвориле очите, но само толку, да видат дека се голи. Ништо друго не добиле повеќе. И затоа се сокриле, па Бог морал да им даде облека од кожи и така натаму. Затоа овде вели Павле да се облечеме во бесмртно. Денеска ние сме подложни, драги браќи и сестри, во смрт. И никој од нас не е бесмртен. Сите зависиме од животот на Исуса Христа. Огромен број на ангели ќе дојдат и ќе се упатат на градските, селските гробишта. Тамо кај што заспале верниците, верните Христови следбеници, ќе отидат. Мојот ангел, твојот, ако сме починати, ангелите на починати ќе ги повикат: Јоване, Томе, Марко, Јованка, стани. Дали веруваме во тоа, браќи и сестри? Мора сега да веруваме. А некоја ќе починиме, па живите да палат свеќе за нас. Не вреди тогаш тоа веќе. Не вреди. Значи, додека сме живи, ние мора да донесеме денеска одлука. Да го следиме Исуса Христа. И ако починеме, како Павле, односно како Јован, кој по цена на својот живот не се откажал. Што мислите, на Јована не му нудили некои привилегии?
da se otkаже od Hrista, zašto to je bil najvlijatelен во негово време. Той бил последен од живите ученици, кои директно разговарал со Исуса Христа. Го нема ниту Павле, ги нема ниту другите апостоли, а Јован вели не, да ми дадете цел свет, сето злато на земјава, јас нема да се откажам. Тогаш ќе дојдат милиони ангели, китаат кон гробовите, додека праведниците излегуваат од своите гробови. Проклетството нема повеќе на гревот да се види на нивното тело, на гробот, односно на починатите кои ќе излезат од своите гробови. Нема повеќе глуви уши, нема повеќе слепи очи, нема повеќе болки во коските, ова и она што денеска ние се среќаваме. Сето тоа ќе биде минато. Нема повеќе жртви на рак или срцеви заболувања. Додека ние верните гледаме, Христос полека се појавува од исток. Луѓето ќе се свртаат сите на источната страна. Дали сте се прашале зошто гробовите се свртени сите кон исток? Тоа е вековна надеж. Вековна надеж кај христијаните. Така ги погребуваат сите да се свртат кон исток. Значи, постои некоја искрена таа надеж, која се пренесува од генерација на генерација за ова Христово ветување, дека тој ќе се појави на облаците од источната страна. Големи и чудни се твоите дела, запишал Јован, Откровение 15 глава 3 стих. Големи чудни се твоите дела, Господи, Боже семоќен. Прави и вистините се твоите патишта, цару на светите. Вистина, ја не можам тоа да го опишам со зборови. Како што вели апостол Павле, бидејќи тој бил пренесен на третото небо и кога се вратил, пошел да пишува и веќе застанал. Не затоа што немал мастило да продолжи со пишувањето, туку вели, што око не виде, што ухово не слушна, такво нешто Бог приготова за спасените. Значи, толку бил воодушевен со оно што го видел горе, немал зборови да го пренесе на хартија, за денеска ние за да се охрабруваме. Ангелите, браќи и сестри, ќе дојдат со Исуса Христа. Ке има солзи радосници, ќе се гушкаат повторно едни со други, оние кои ги изгубиле своите мили драги. И затоа, синоќа кажавме, таа идеја дека душата на мртвите оди горе не држи, нема библиска подлога. Не може мајка горе да уживе во раја, детето умира од леукемија, неизино кој останало во живот. Значи, отфрлите таа идеја. Таа е паганска идеја, не е библиска идеја дека душите одат некаде горе. Нема рај горе. И затоа Енох, Илија, тие се разделени на други планети. Да, има интелигентни суштества и горе, според Библијата, безгрешни светови. Но тие не примат грешници од тука и душата тамо да отиде некаде да вегетира, да постои. Да отфрлиме таа паганска идеја. Тоа е грчка филозофија која навлегла во христијанството. И самите свештеници немаат објаснување, вели тоа е традиција и така ќе остане. Меѓутоа, ајде да прифатиме ова традиција библиската. Нема да погрешиме ако ја прифатиме библиската традиција кога е во прашање воскресението на праведните, односно на грешните во првото, односно второто воскресение. И еве Исаја, кој живеел 700 години пред Христа, како, бидејќи го нарекуваат петиот евангелист, значи има 4, Матеј, Марко, Лука и Јован, бидејќи Исаја многу зборува за Христовото појавување, зборува за Христовиот живот, и тој во видение, еве што пишува. Исаја 25:9. Еве, ова е нашиот Бог, тој го гледал во видение. Го чекавме и тој ќе не спаси. И ќе речат во тој ден, 25 глава, 9 стих, продолжуваме. Еве, тој е нашиот Бог, на него се надевавме и тој не спаси. Он е Господ, него го чекавме, да се возрадуваме и развеселиме за спасението од него. Гледате како пророк Исаја го нарекува Исуса Христа Господ. Ја не знам дали овде некој меѓу нас кој се наоѓа не верува дека Исус е Господ. Знам луѓе
и теолози дури кои проповеда дека Исус не бил Господ. Односно не е член на тројството, него ги рангират Отецот, Синот и Светиот Дух. Не, тој е тројство. Сите се тројца во иста линија. И сега, да го објасниме 100%, ја не знам. Мислам дека не постои ни човек 100% да го објасни тројството. Но има доволно докази, има доволно текстови во кои ни е изнесено тројството за да поверуваме. Зашто во религијата, браќи и сестри, мора да има вера. Ако во религијата не веруваме, тогаш ние не сме религиозни луѓе. Значи, некои работи не се 100% откриени. Павле вели, сега гледаме преку стакло, кој ќе биде Исус, кој ќе се оствари спасението, тогаш 100% Исус ќе ни објасни се. Зашто денеска нашиот ум е ограничен и ни немаме капацитет се да разбереме и да сватиме. Понатаму, пророк Исаја вели, него го чекавме да се возрадуваме и развеселиме за спасението од него. Еве сега е времето, Павле ќе каже во второто послание до Коринтјаните, 6 глава, 2 стих. Еве сега е времето, благопријатно, ете сега е денот на спасението. Да не го одложуваме, драги присутни, да не одложуваме нашата одлука. Може би сега Духот Свети ни зборува во умот и вели, гледаш која е вистината. Зошто не ја прифаткаш? Доаѓа другата сила, другиот дух, сатанскиот, вели, немој, има време. Па имаш мали деца да пораснат. Па треба во пензија да влезеш. Па треба куќе да направиш. Па треба ова да направиш. И така ја одложуваш својата одлука. Овде на оваа фотографија не може да видите, постои часовник уште 1 минут до 12, што укажува на символично дека времето е при крај, а зависи од нас дали ние ќе одговориме позитивно на Господа или не. Верувам дека живееме на самиот рап на вечноста, драги пријатели. Живееме во време на непосредно пред второто Христово доаѓање. Христос ќе дојде. Кога? Ја не знам точно. Но сепак нашата судбина, вечна судбина, се решава со изборот што го правиме денеска. Постојна приказ на вистините, можете ја слушнале, но ќе ја повторам, еден човек работел на скретница. Знаете, возовите кај што пругите ги скршнува лево или десно, кога треба да помине друг воз. Тој работел во својата смена, задзвонил телефонот и неговиот колега од соседната станица му вели, брзиот воз ќе помине за толку минути. Те молам, префрлија скретницата на таа пруга која е равна, односно која е пролазна, да може возот безбедно да помине, бидејќи на таа локална станица возот не застанува. Рекол, добро, ја спуштил слушалката. Меѓутоа, тоа траело само неколку минути, требало да отиде веднаш и да ја сврти скретницата за возот да помине брзиот. Меѓутоа, овој работник, нешто слично како во Грција што се случи, кога беше ова есен, така, не бил вреден работник и на време скретницата не ја префрлил. Додека одел, веќе возот влегол во станицата. Брзал со 120 км на час. Почнал да трчи, но веќе било доцна. Сакал да ја сврти, но возот удира во теретниот воз кој бил паркиран на станицата. Голема катастрофа, стотици повредени, десетици мртви. Тој, кога е видел таа катастрофа, побегнал во селскиот амбар, се сокрил. Дошла полиција, брза помош да ги спасат ранетите, но сите се свртиле и барале каде е скретничарот, го нема никаде. После неколку часови го пронашле сокриен во селскиот амбар. Држејќи го фенерот, го мафтал и зборувал, о да го направив тоа на време, о да го направив тоа на време. Да не му вредело тоа што го кажал сега? Не. Не го направил на време тоа што треба да го направи, само да ја префари скретницата и возот брзиот безбедно да поминал на своето одредиште, на својата цел. Ние живееме, драги присутни, на работ пред вечноста. И затоа, ајде да ги сумираме вечерва неколкуте работи што ќе се случат кога Исус ќе дојде на оваа земја. Број 1. Ќе се случат сеизмички потреси.
Ова денеска што се случува, како во Турција што беше детска играчка и во други земји. Кога Исус ќе дојде, ќе се потреси целата земја. Библијата вели, ќе се тресе земјата како пијан човек. Знаете, пијан човек како се тетура, колку е нестабилен. Број 1, кога Исус ќе дојде, ќе се случат сеизмички потреси. Број 2, многу важен настан, ќе воскреснат праведните мртви. Нагласувам, праведните мртви. Зашто вторите кога ќе воскреснат? Во второто воскресение. Трето, ќе се промени од овој живот во едно праведно живење. Значи, живите праведни се минуваат и ќе се променат и физички. Ова смртно ќе се претвори, Павле вели, во бесмртно. Понатаму, четврто, на праведните им се доделува бесмртен живот. Живот кој ќе биде подложен на небесните закони, не на овие физички. Спомнавме и синоќа, кога Исус воскреснал, тој веќе се ослободил од физичките закони. Можел да влезе во просторија со затворени прозорци и врат. Може да се појави и во Назарет, и во Галилеја, и во Иерусалим. Такви тела ќе добијат спасените, кои ќе можат да се вивнат во небесните облаци и да патуваат до тој нов Иерусалим. Ако денеска астрономите патуваат и измислиле воздух да стават комбиниран, како го пресуват, да имат боци врз себе за да горе, кога одат да можат да дишат, замислете Бог каков план има за секој од нас. Да ни даде такви тела, да можеме да патуваме без проблем за нашиот живот. Понатаму, злобниот живот на оваа земја ќе заврши, ќе биде уништен. Значи, кога велам злобниот, мислам на овој лош живот. Значи, за секојаш ќе биде избришен. Нема да има повеќе втора шанса. Сега може да има и прва, и трета, и пета шанса, додека сме живи. Но кога Исус кој се појави, нема втора шанса. Нема повторно шанса за одлука. Праведните, шестиот настан ќе биде, или шестата точка, праведните го дочекуваат Исуса Христа. Седмо, праведниците заминуваат на небото. Повторувам, праведниците, грешните остануваат и понатаму во своите гробови, рековме, а живите се мртви. Библијата зборува за тоа дека ќе нема кој да ги погребе. Значи, ќе има илјадници, милиони луѓе, ќе нема кој да ги погреби. И сатаната вели ќе биде врзан. Читете во Откровение 12 глава. Нема да биде врзан со синџири, туку ќе биде врзан со околностите, ќе нема луѓе со кого да работи, да ги лаже. И тој ќе размислува 1000 години што изгубил се, што направил се и што го чека сега. И затоа, како што спомнав пред малку, кој ќе воскреснат тие грешните, тој веднаш ќе ги мобилизира, за да го нападнат градот, за да ја превземат власта, но тогаш Бог пушта оган и ја уништува ова земја. Но, да си поставиме при крајот на ова размислување, но прашање, што е со тајното вознесение? Има луѓе, теолози, кои проповедаат дека имало тајно вознесение. Дека, ете, ти ќе бидеш земен, женат ќе ти остане овде, синот ќе замине, керката ќе остане така натаму. Што и како Библијата зборува за тоа вознесение тајно? Еве го часот, односно текстот во Матеј 24:36. Но за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, туку само мојот татко. Понатаму вели, знајте го и тоа, дека ако домакинот на куќата знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би стоил буден и не би позволил да му ја подкопаат куќата. Понатаму може да споменеме дека кога Библијата зборува за Христовото доаѓање, браќа и сестри, Библијата не зборува за времето на Христовото доаѓање, туку зборува на начинот. Ние вечер зборувавме за начинот. Што ќе се случува? Какви феномени ќе се одигруваат? Значи, јас не спомнав кое време ќе дојде Исус. Дали ќе дојде на 25 декември 2023 година или некоја друга година. А вие ќе слушнете теолози кои имаат таква сила, односно храброст, да одредат дури и месеци и година. Не им верувајте. Зашто пишува во Библијата, никој не го знае денот и часот на Христовото доаѓање.
Isus kad dojde ovdje veli kako kradec. Повторно to je jedna simbolika. Кога светот најмалце го очекува Христовото доаѓање, тој ќе се појави. Знаете кога крадците најмногу крадат? Кога ние не се надеваме. Кога мислиме дека сме безбедни. Крадците понекогаш крадат и дење. Сум слушнал за една кражба среде бел ден, и тоа во лето. Доаѓа камион паркиран пред зградата. На камионот пишува фирма која врши селидби, а тие веќе се знаеле кој стан е празен, односно кои луѓе се на годишен одмор. Дошле, ја скршиле бравата и влегле во униформа, како фирма која преселува станови, односно домакинства. Комшиите гледаат камион, тоа е легално, значи сигурно газата порачал, ќе се сели некаде. Скоро се преселиле од станот, се враќаат, после неколку денови доаѓа газдата, домакинот, и комшиите му велат, кај се пресели ти? Не сум се селил, вели јас. Па беше тука камион, фирма, се преселе од твојот стан. Се им ограбеле. Значи, тоа се луѓе кои навистина денеска и крадците мозгаат, и тие се минуваат. Значи, тие прават начин, планират како да украдат. Сатаната е исто така вешт мајстор, драги пријатели, браќа и сестри. Тој сака да не покраде. Но Исус овде е спореден само како символично дека Исус ќе дојде како крадец, во смисол нема да дојде најавен, како што крадците денеска, како што крадците доаѓаат и не украдуваат. Затоа и вие бидете подготвени, Исус вели во Матеј 24:44. Зашто Синот ќе дојде во часот кога не го очекувате. И ќе дојде денот Господов како крадец во ноќно време. Тогаш небесата со голема бучева ќе ги снема. И стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што е на неја ќе изгори. Второто доаѓање ќе дојде, односно, драги браќа и сестри, второто доаѓање е настан кој ќе биде изненаден за оние кои се неподготвени. Но не христини кои секој ден читаат, се молат, одат во црква и се приготвуваат за нив Христовото доаѓање, нема да биде изненадување. Тие се подготвени. Тие се подготвени, дали наутро, како вели Библијата, во петли, напладне или навечер. Тие се подготвени постојано. Но ајде се вратиме на реченицата, на прашањето, што значи изразот едниот земен, а другиот оставен. Еве, од каде ја влечеме таа реченица. Лука 17:36. Двајца ќе бидат на полето, едниот ќе биде земен, а другиот оставен. Понатаму продолжува текстот како што беше во деновите на Ное. Исто како што беше и во деновите на Лот. Значи, ситуацијата на Лот и ситуацијата на Ное има распон, има стотици години, но Исус ги става во исти контекст. Во исти контекст. Понатаму, две класи на луѓе, што читавме дека едни ќе работат на нивата, едниот ќе се земе, а другиот ќе остане. Значи, ќе има две класи на луѓе. Изгубени, односно спасени. Тоа е поентата кога вели Библијата дека ќе има тајанствено земање. Не тајанство дека ќе бидат грабнати. Тоа одење на небото ќе биде видливо. Нема да биде тајанствено. Меѓутоа, писателот сака да ни укаже дека може мажот да биде спасен, жената да остане. Или обратно. Се зависи како го граделе своето спасение. Спасението не се гради колективно, туку единично, поединично. Значи, ние може да бидеме во црква заедно. Може се молиме, може да се храбриме, но се зависи личната врска моја со Бога и твојата. Тоа ќе допринесе за твоето, односно за моето спасение. И еве го текстот од Откровение 6 глава. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се сокрија во пештери и горски каменари. И еве што ќе кажат. Паднете врз нас и сокрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Зашто дојде големиот ден на неговиот гнев и кој може да удостои. Тоа се значи две групи на луѓе, спасени и изгубени. Овде е крајот, нема повеќе можност за некој да се поправи. Времето е сериозно, браќа и сестри, да се зафатиме со нашето спасение. Никој нема да
обвинуваме еден ден зошто не сме биле спасени. Значи, денеска се ни е кажено во Библијата. Како на тасна Бог ни ја нуди вистината. Што ќе прифатиме, како ќе прифатиме, зависи од нас. Значи, да повториме. Христовото доаѓање ќе биде буквално. Христовото доаѓање ќе биде видливо. Ќе биде славно, ќе биде сеопшто и ќе биде на крајот радосен настан. Кога Исус требало да отиде горе на небото, предпоставам дека цела ног размислувал кои реченици да употреби, за да не ги повреди тие своите сакани 12 апостоли со кои бил 3,5 години. И на крајот еве која реченица ја напишал. Јован 14 глава 2 и 3 стих. Одам да ви приготвам место. Ке дојдам пак и ке ве земам кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Мислам дека нема подобри реченици што Исус ги напишал, им ги кажал на своите ученици. Денеска тие се мртви, ние сме сега негови ученици. Ние го следиме Христа. Може после нас ке да е друга генерација, никој не знае. Зашто денот и часот не го знае. Меѓутоа, секоја генерација има свој апел од Бога да го прифатиме. Исус вели, ке дојдам и ке ве земам кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. А сите ние имаме некој погребан. Сите имаме некој кој е таму од другата страна. И чека промена, чека воскресение. Но, да не забораваме, драги пријатели, дека Христос ќе дојде видливо на облаците. Тој ќе се спушти ни сите тие меридијани вселенски и ќе дојде на пристојна висина. То го повторам уште еднаш, Исус нема да стапне на земјава. Значи, како што читавме, тој ќе биде на пристојна висина, да го видиме сите, и тогаш спасените, преобразени, живите и починатите, на облак се земат горе на небото, и таму, вели апостол Јован, ќе бидеме 1000 години. Дали има нешто што ме спречува да се подготвам за Христовото доаѓање? Може би има некоја пречка, може би некоја карактерна слаба точка. Ајде да се молиме вечерва и во деновите кои спред нас. Да го побараме Исуса, Светиот Дух. Тој ќе ни помогне да извршиме една подготовка, да се остранат тие сите троскоти. Знаете троскот што е? Она трева која им смета на пиперките или на другите работи што ги сееме во земја. Тие гревови, тие слабости што ги имаме кај нас, може да бидат уништени. Ако Бог може да и прости на една жена, ако Бог може да му прости на Захеја, кој 3 пати крадел повеќе од она што го следувало, ако Бог можел да, Исус можел да опростува и на други, и на тој Симон Кожарот кој сакал да купи Свети Дух, да биде Исусов ученик, Исус може и тебе да те ослободи. И на тебе да ти помогне. Да се ослободиме од нашите слабости. И верно и храбро, и смело да веруваме во Исуса и кој ќе дојде наскоро да кажеме, еве го нашиот Господ, кого чекавме. Има само една работа што може да не исполни за секогаш, а тоа е Исус Христос. Се она што не исполнува, и јадењето мора пак да јадеме. И славата мора постојно да ја докажуваш. Сега си горе, утре си долу. Сега си млад, утре ќе бидеш стар. Значи, се е променливо. Меѓутоа, само постои нешто и едно што може да не исполни и во младоста, и во староста, и во оние позни години, а тоа е Исус Христос. Затоа, да му дозволиме на Исуса да не исполни вечерва и да не подготви за средба со Него. Амин.